Причината е голема. Вчера имахме представници от наше сдружение на засегнати собственици на приватен имот беа во Скопје на состанок, на кој не идовме на категорично не состанок кој беше од поширокото, кој имаше представници од Министерството за шумарство и стопанство, од екологија и од инспекторати, каде категорично на нашето барање, единствено барање, да едноставно да тргнат раката од нашиот собствен имот, не идовме на категорично не. И причината е следната, таа е причината за тука. Проблемот е голем. Ние не сакаме ништо друго. Нека си има заштитно подрачје, нека си го има на државното земјиште. Приватното земјиште да не го палкаат. Има и на друго место државни земјишта дека може, значи дека има шанси дека можат да го отстапат нашо приватното и да го заменат со државно, да го направат заштитна зона. Они са дошли тука. И това е голем проблем и тој проблем ќе го караме се додека не го искараме да дое протоколот и нас не. Ние имаме уставно право за това, Добранко знае председател от тия законите, това е, че караме законски, а ја така с протести и с това. Значи нема да оставаме от тия протести от това, че го има. И така не идееме на потешкоти, значи поддршка немаме ни од едни политички опонентите, дали од ВМРО-ДС, никој ни дава поддршка. А в този момент искам јавно тук пред телевизиите и пред това да го замолиме господин Али Ахмети, доколку иска да дојде в Берово, да ни биде почестен гостин, да го пречекаме. Убаво се това да разговараме с него, надаме се оти човеко може да ни помогне. Ќе отвориме канцеларија ако треба и штаб тука и надата ни е в него. И ја така штрајкот, а друго нема и да гониме се по судове по такова да води процедурално. Важно нашиот имот нема да се откажеме од него, тој имот у нас од пред 100 години и повеќе, од парадедовци, дедовци, некои се го наследили, некои сме го купили. Тој имот е тука наш, а тие фотели сега дека седат дотичната господа в Скопје, тие фотели се вртат, тие се мели фотели. Они доаат дали 4 години, 8 години на власт, понакрадат се пари, поналапа, а се избегаа. Ама тој имот останува на нас и на нас и на тие по нас, на наши деца. Така да не може да очекуваат ни, че се откажеме од това, не. Од това откажување нема. Се додека они не си преместат, а државното ако иска нека го заградат с бодикафтер. Значи това не е ни проблем. Нека си го заштитат државното. Приватното немаше да се опира и после да ни кажува ние с каков компир да садим, со шо да го прскаме, това са се зафркнали. Оти они са там 3-4 години или 8 ако е 2 мандата, после ги нема. А това останува на нас. И нека се освестат това. Сдружението денеска нема по 60 до 20 часа нема пропусна. Туристи со возила, са пешки некој ако мине нема проблем, иначе пропуск нема. А че се договориме за Војдина на некој нареден празник да го блокираме Берово доле на Владимирска раскрсница, према Струбица и на Кружетек. Гледам и градоначалникот, за некој е татко, за некој е очух, разговараваме, втасаниот ќе застане на наша страна, заврте си оно, нам, дали некоја паричка, дали шо не знам, нас не остави като сирацијата по патишата да се такова, а викаме Боже живот за сите. Ама ја наше живот, доживор, не? 4 месеца немаме никаков приход, не сме запослени, 90% од тие туу што сме не сме запослени. И немаме приход, нема ништо, така, нешто првено излегнани ко пижовјак там та збраваме да продадем да може да прекараме. Видите, нас не е многу жал и на Сдружението, и на членовите на Сдружението, што мораме тоа да го направиме во пресет на великденските празници. Не би сакал погрешно да не разберат граѓаните на Берово, а поготово туристите кои што доаѓаат. Ќе им порачам дека да имаат разбирање за тоа што го правиме, а причината е следна. Не е возможно уставно загарантираната собственост на нашите имоти без наше сознание, без наша дозвола, без наша информираност, на илегален начин, без транспарентен начин на водење на постапката за заштитен предел, да бидат вклучени во заштити од предел. Тоа е основната причина. Вчера имавме состав во Министерството за животна средина, во кое беа сите засегнати страни присутни. Поставивме 9 прашања. Од тие 9 прашања беше одговорено само на 2 прашања. Битно е што ниту една институција по третиот пат дали знаат дека ние имаме забрана да влеземе во нашите шуми со издадените одобренија, да добиеме испратници, да си донесеме дрва од нашите шуми, не сакаа да дадат одговор
На моје инсистирање на третиот пат, едва и градоначалникот прозбори да, се уште нема забрана. Значи, тоа е една перфидна, една игра која што е невозможна, која што посебно е иритира да го продолжиме овој протест. Тоа е едната работа. Втората работа, што е многу битна. Вчера се случи еден невиден настан кој што не можеме да го објасниме со зборови, а тоа е следниот. На нашето прашање, барање, кои што беа уште овде, во Берово, на состанокот во општината, прифатени од целиот собир и градоначалникот кој се зафати да го процесуира, односно да го подготви тој состанок, беше поставен да се тргнат недвижните имоти од овој заштитен предел. Се деси случајно, се деси следниот. Одма, апсолутно со негација беа отфрлени, не може тоа да се случи. Во еден глас сите, што лично сметам дека градоначалникот учествува во претходен договор, пошто пред нас беше стигнат таму. Тоа е моје мислење. Не можам да продуцирам, се сомневам во тоа. Меѓутоа, после неколку минути, испадна еден друг одговор. Да, може би тоа да е можно, ама многу кошта. Значи, тоа е одма една работа која што е несватлива во еден таков случај. Не знам што друго да кажам. Дали не поддржува нашето население? Нашето население е осознаено. Нашиот народ се уште не знае што го очекува во недвижност. Не е проблем приватните шуми. Ние сме свесни, еве, туа сите знаат дека приватните шуми се свесни затоа што ние во шумарството имаме огромно искуство и ние сме свесни дека приватните шуми нема да ги пуштат само заради нас. Тие ќе действуваат да бидат пуштени за работа на шумарството на Малешево и на Пешчарското шумарство. Меѓутоа недвижностите нема да ги пуштат. А нашиот народ не знае што го очекува. Вчера по прв пат слушнавме признание кој што досега ни беше кажувано дека ние шириме пропаганда и дезинформации. Вчера ни кажаа, ни признаа јавно пред собирот дека граѓаните, односно собствениците, кои што ќе сеат, ќе садат било кои култури, ќе мора да се обратат и да добијат дозвола со кој препарати да прскат. Што ние упорно тоа го прикажувавме до денес. Јас сум од Скопје, дел од мојата фамилија на Абланица имаме горе кам, а вториот дел од фамилијата чекаме да пристигнат од Скопје и сега ми јавија дека заради протестот мора да застанат они тука, па јас ќе ги преземам со коферите и нагоре ќе ги вратиме до Абланица. Јас да бидам искрен, не знам зашто е точно протестот, начув дека е за некакво земјиште во околината на Беровско. Како Скопјанец не сум премногу инволвиран во ова што случува, но морам да го почитувам правото на протест на секој, тоа е загарантирано право сустав. Се надевам и мислам дека луѓето ако има некаков хитен случај, во иднина јас не сум таков, ќе им дозволат на секој да помине, а до тогаш ќе мораат и сите граѓани, сите поминувачи тука да ги почитуваат овие барања на луѓето што тркуваат. Не бев информиран, сега ми кажаа тука, по патот дознав дека ќе има протест. Причината не ја знам, ми спомнаа дека нешто било со не знам што се случувало. Што да кажам, сега збунети многу. Што ќе правите сега, каде ќе одите? Да се вратам до градот, да видам, значи немам друга опција. Тоа е. За прв пат сте тука? За прв пат, да. За прв пат.